Зимска заштита на овошните дрвца и виновата лоза порачуваат агроекспертите. За да имаат поздраво производство, производителите на овие земјоделски култури потребно е да извршат така наречена зимска заштита. На тој начин ќе се намалат трошоците и развојот на инсектите, а со тоа ќе има и поквалитетно производство. Земјоделските стручњаци велат дека доколку после бербата не се превземат одредени мерки, штетните инсекти се уште се присутни. Зимската заштита може да се изврши од почетокот на есен до почетокот на март. За зимската заштита е потребно да се обавува во периодот баш во мерувањето на овошните видови и на виновата лоза, затоа што со преземањето на добра зимска заштита се намалува потенцијалот на појавата на штетниците во текот на вегетацијата. Значи, со тоа ќе имаме помал трошок, ќе имаме помал развој на самите инсекти, значи помал број на третирање. Исто ќе имаме, посебно кога се работи за некои појави од штетни видови пред бербата, значи помалку користење на пестициди, а самото тоа и помала појава, односно помал број на остатоци на резидуи од самите пестициди, што значи дека со еден збор ќе имаме едно поздраво производство. Значи, зимската заштита, освен тоа што е потребно да се преземе од тие мерки, најчесто се препорачува секоја година да се врши зимската заштита. Пред зимската заштита на овошните дрвца и виновата лоза потребно е да се направи така наречен зимски преглед, порачуваат агроекспертите. Зимскиот преглед се врши на едногодишни, двогодишни, а во некои случаи и на тригодишни гранчиња, кои треба да бидат исечени на помали парчиња. Но пред да се пристапи кон извршување на зимската заштита, потребно е да се направи така наречен зимски преглед на овошните видови. Затоа што голем дел од тие штетни видови, презимуваат на гранчињата, на наборите на самата кора од дрвцата, на пукнати делови од кората. Таму се сместени и таму презимуваат. Значи, зимскиот преглед се врши во периодот од ноември до март, до почетокот на март. Зимскиот преглед се врши на гранчиња, може најдобро е да се изврши на едногодишни, двогодишни, па во некои случаи тригодишни гранчиња. Земените мостри, кои се земат мострите од самиот насад, потребно да се гледаат под бинокулар или под лупа. Белото масло е најдобро средство за зимска заштита на овошните дрвца и виновата лоза, и тоа концентрација од 4% кај јаболчесто овошје и 3% кај коскесто овошје, порачуваат земјоделските стручњаци.